Каде се тука аршините сега за србите? Како сега за едни важат едни аршини, за србите важат други аршини? Кои срби се протерани? Од Хрватска. Значи србите од Хрватска се протерани од Хрватска до последен, а на територијата на Србија формирана на квази држава. Значи за кои двоструки аршини ми говорите? Значи знаете како? Значи сакам да ве вратам назад од аспект, значи не можеме да даваме топ-тан едностранни оценки, а да не согледаме суштината и резултатите на целокупните настани. Значи овамо имате брутално одземање на територијата на една држава, на најбрутален можен начин. За Косово? За Косово. Овамо имате протерување на скоро половина милион срби и сега отприлike србите ќе ги ставиме на оптуженичка маса, мислам. Далеко од принципијално. Значи, тука мислам дека Протерувањето на србите е сосема несакан настан, тоа е срам за Хрватска, тоа не, очигледно дека и однесувањето на србите не е за пофалба. Јас никогаш не сум се изразил пофално за некој што направил воено злосторство или нешто слично. Меѓутоа, секогаш сум гледал да имам некакво уравнотежено видување на станите. Не можете да ги србите да ги обвините за се, а овамо другите се као мали деца, а во суштина станува збор за луѓе кои исто правеа страшни злочини. Не, во Македонија обратно. Во Македонија има мислење дека србите се дежурна жртва на сите светски заговори, дека србите ништо лошо немаат направено. Се поставува прашање кој го направи тогаш Сребреница, која направи Вуковар. Превија ви давам пред малку одговор. Кој држеше опсада 5 години над Сараево и Добро, кој ги протера србите од Хрватска, кој ги протера србите од Косово и Метохија, кој ги протера србите од делот на Босна и Херцеговина, каде што не е Република Српска? Мислам, знаете како, во начело, значи поентата е ако сакате да да прогласите за дежурен виновник и да му наметнете и на целиот народ да наметнете систем на колективна одговорност за сето она што се случувало, очигледно тоа не е исправен пристап. Да, исправен пристап е ако некој србин направил на вистина злосторство, да. Треба да одговара за тоа што го направил. Ајде полека да се али не само на... али тоа да не се однесува само за срби, да се однесува за сите. Што е каде е тука принципијалност ако гледате дека на пример постои еден условно кажано досетка виц дека во Хаг на локални избори градоначелник на овие избори ќе стане србин. Поради бројноста на србите во Хашкиот трибунал. Мислам, тој аспект, значи не можете да зборувате за принципи на едната страна, а за непринципи на другата страна. Значи мораме да ги унифицираме принципите и пристапот кон сите и да извлечеме она што е индивидуално како вина и таа вина која е индивидуална, значи најдрастично значи да се санкционира, значи без никаква повикување на националност, без никакви посебни церемонии, знаеш, кој е направил злочин треба да одговара за него. Да се полека да се префрлиме на македонските случувања. Ве прашав дека имате всушност вашата партија има заменик министер за култура на Македонија и таму има вработени членови на вашата партија. Да. Неколку, меѓу нив е и Викторија Начковиќ. Па би сакал режисерот да го пушти соопштението за вработување кое што го издаде тоа министерство, би сака значи соопштението министерство за култура да го даде режијата на Кајро, за да го погледаме сите заедно. Госпогицата Викторија Начковиќ е дипломиран стоматолог, е примена во Министерство за култура за меѓународна соработка и самиот оглас беше дека бараме стоматолог за вработување во Министерство за култура за меѓународна соработка. Па господине Стојковиќ, можете ли да ми објасните како може еден стоматолог да работи во Министерство за култура за меѓународна соработка? Дали вие знаете дека тој истиот стоматолог има позипломски студии по меѓународна дипломатија завршено или не знаете? А зошто тогаш пишува овде дека не ве прашав јас, значи дали знаете дека тој истиот, значи истата Викторија Начковиќ има позипломски студии меѓународна дипломатија? Дали тоа знаете? Не го знам тоа. Еве за информација за вас и за македонската. Еве објаснете ми го соопштението само на овој оглас. Како може јас ќе го прочитам, значи вели се бара виш соработник за соработка со меѓународни организации, извршител треба да има висока стручна спрема или најмалку кредити 80, значи да биде филолошки или стоматолошки факултет. Објаснете ми како тоа. Не објаснување ќе добиете. Значи првата работа, значи станува збор за работно место шеф на кабинет за заменик министер на култура. Овде не пишува така, овде пишува виш соработник. Станува збор за работно место кое Викторија Начковиќ го работи, значи во Министерството за култура, таа е шеф на кабинет на заменик министерот за култура. И бидејќи функционира веќе полого време без решение во Министерството за култура, а бидејќи има соодветно образование. Не само што има завршено стоматолошки факултет, туку има завршено, значи позипломски студија меѓународна дипломатија. И со оглед на тоа, значи со фактот дека своите први луѓе и соработници во кабинетот, значи ги прима тој што му
се потребни да му вршат одредена работа, тогаш не гледам ништо спорно во таа работа. Значи ова соопштение воопшто вас не ви е спорно кога се Уопште, бара ни... виш соработник за соработка со Не. меѓународни организации во Министерство за култура да биде од стоматолошки Не. факултет. Па ви реков, значи има соодветно образование, со тоа што има завршено, значи подипломски студија меѓународна дипломатија, мислам не гледам ништо спорно. Многу интересно, морам да признам. И на мене ми треба, знаете како, има луѓе со повеќе факултети, со повеќе образование. Што да не? Зашто тогаш не пишува тука и постдипломски студии за дипломатија? Затоа што со правилниците е така предвидено. Ова беше доста интересно соопштение и наистина покажува дека сепак ние некогаш знаеме да покажеме и дрсткост малку према јавноста и да даеме вакви соопштенија каде што стоматолошки факултет ќе работи во Министерство за култура, многу ред. Зошто честниот пристап е дрскост? Значи честниот пристап, значи да се признае тоа што се работи тоа. Да, навистина во Министерство за култура работи таа особа, го работи тоа работно место и бидејќи има сосема друго, значи занимање и професија, во меѓувреме значи има завршено меѓународна дипломатија, зошто да не биде значи унапредена на соодветен начин? Не гледам ништо спорно. Дали тоа Не можете човек значи со поддипломски студии да држите на ниво на помлад соработник. Дали помогна фактот дека таа беше втора придружничка за мисот на Македонија, дали тоа помогна да биде примена во тоа министерство? Не, мислам дека помогна фактот дека таа во досегашното своја работа и во досегашниот свој живот се покажала мощно успешна. Секаде кај што работела од една страна и од друга страна тоа е отприлике некаде наличјето на лицето и наличјето на политиката која ние водиме во Македонија. Мислам дека жива среќа што нема завршено ветеринарен, тоа ќе беше уште појака фора да напишете дека се бара со ветеринарен. Да, али ако има завршено поддипломски студија меѓународна дипломатија, сепак Жива- фората ќе беше значи пак жива среќа што нема завршено ветеринарен, тоа ќе беше стварно шоу. Кам среќа да има три Мислам, факултета. Јас ова соопштение го немав од оннет, беше многу барана сторија, да беше ветеринарен ќе беше број 1 сторија дефинитивно на Балканот. Како вие Ништо еве јас ќе советувам и сега ќе советувам да се запише на ветеринарен факултет и тој да го заврши, мислам чисто да биде интересно на јавноста поголем. Инаку сакам да ја прашам како вие го оценувате она што се случи овие денови на аферата со списоците, кога беше утврдено од неколку новинари на еден дека во државната администрација било барано од административци да донесат списоци за 15 луѓе што ќе гласаат за водачката коалиција. Како вие тоа го коментирате? Двосмерна приказна. Прва приказна, значи тамо што видов од сторијата, затоа што немам доволно информации, дека прво вака таквите активности во начело се недозволиви. Тоа е број 1, број 2, а втората работа не само на политичките партии, туку таквите активности недозволени за новинарите, така таму имате едно чисто кривично дело кое се нарекува лажно представување. Навистина, како беше кое беше видливо, значи како беше фатен Зоран Талер? Не, кое беше видливо на значи и на екраните, значи од тој аспект, значи. А инаку новинарите немаат право да си вршат својата работа во истражувачко новинарство? Не со лажно представување. Требаше да му кажат ние сме од А1 и вршиме, сакаме да ве фатиме како кршите закон, па ве молиме не, али на некој друг начин. Не, али на некој друг како, начин сигурно. Постојат различити начини да се Со вуду магија нешто? Не. Постојат начини да се види кој што работи во политичкиот живот. Да. Па ја мислам дека овие новинари си завршија својата работа одлично, не треба критика за тоа. Не, јас не ги критикувам воопшто. Ја воопшто не критикувам, пошто реков на почетокот. Зашто видите дека тоа е кривично дело, дека они лажат се? Јас реков дека како тогаш да го улова тоа? Вака. Јас реков многу прецизно на почетокот на излагањето, на прашањето, значи кој ми го поставите, реков дека таквите активности не се недозволиви за носителите на политичкиот живот во Република Македонија. Тоа е значи едната страна од мелот. Од другата страна, таму кога гледате телевизија, точно бидејќи сум дипломиран правник по професија, гледам кривично дело и адвокатска семејство помеѓу другото. Значи гледам кривично дело, класично кривично дело. Новинарите не им е дозволено да користат и неконвенционални методи. Да, на новинарите не им е дозволено да прават кривично дело. Сигурно или им е дозволено? Не разбрав. Во правец е дозволено да правите кривично дело или не? Се извинувам да ми дозволите само да се искажам, значи во правец на откривање на некоја сторија која што е од новинарска природа, законот дава можност. Да, имаме спрема законот, значи надлежни органи, специјални истражни действија и така натаму и така натаму. Доколку новинарите го почитува вашите совети, тие никогаш ништо немаше да откријат. Добро е што вашите правила не важат кај новинарите, бидејќи да важа, ни еден скандал немаше да биде откриен. Тогаш вие политичарите ќе имавте многу прекрасен живот. Лошо е што ваквите правила за кои јас зборам не важат, од проста прилика ако важат никој нема да ги крши правилата, бидејќи добар дел од правилата во сега гледаме во предизборна кампања и во овој цел процес не се почитуваат, така да повелете, се гледа. Ве прекинав, искажете се за тој скандал? За скандалот со списоците, ве прекинав? Па ја ви реков, значи, прво тоа е непримерено политичко однесување, независно од кого да доаѓа, меѓутоа бидејќи сум учесник во политичкиот живот, значи на Република Македонија повеќе години и сум сериозно запознаен со политичкиот изборен процес. Ова ми се седми изборен процес поред. Значи јас колку знам, тоа е масовна појава во политичкиот живот на Република Македонија и
Со други зборови и вие правите, сака да кажете. Отприлike се па добро, еве јас, значи за себе можам да кажам, мисли глупо е за себе да зборувате во политичкиот живот. Нешто што е позитивно, се уште не сум посегнал по таквиот начин на работа, од проста причина што секогаш го користам методот на политичко убедување. Меѓутоа големите партии, независно дали е ВМРО или СДСМ, се приврзеници на таквата политичка активност. Дали тоа треба да се осуди? Вие рековте дека Јас реков прво за осуда, значи нема. Вие рековте дека немате доволно информации. Што тоа значи? Па немам комплетен увид, ја видов само сторијата и тоа ништо повеќе. Дали самата сторија не е доволна за себе? Па не. Навистина? Па не, затоа што е едностранно. Што требаше уште повеќе? Значи беа фатени аудио, беа фатени видео, беа донесени не. списоци. Па не е ништо спорно. Што уште требаше? Требаше ли сега ние сите да се